колеги пратеници, почитувана јавност. Најпрво би сакал да кажам неколку работи во однос на донесувањето на Законот за Агенцијата за разузнавање. Овој закон, односно целата оваа постапка е предвидена како трета и финална фаза во безбедносните реформи, односно реформите во безбедносниот сектор, кои што започнаа пред неколку години, каде што заедно позицијата и тогашната опозиција, а подоцна и обратно, се договараа како ќе се заврши целата оваа реформа. Така да во првата фаза имавме одвојување на ОТА од МВР УБК, понатака и формирање на Агенцијата за национална безбедност и како трета фаза е предвидено реформата во Агенцијата за разузнавање. Она што уште од тогаш беше договорено е дека исто како и за претходните две фази, за донесување на еден ваков закон е потребно консензус помеѓу позицијата и опозицијата. За жал овде пред нас имаме еден диктаторско-удбашки закон, кој што по однесувањето на колегите од владачкото мнозинство гледам дека и воопшто не го прочитале. Исто така морам на почетокот дупатам една сериозна забелешка и до оној кој што е можеби најповикан за ставањето на европското знаменце, а тоа е председателот на собранието и да кажем раководството на собранието, зошто воопшто се прифати вакво нешто, бидејќи ова е изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија. Ова е празно. Значи буквално е празно. И би сакал тоа да го види целата македонска јавност. Значи не станува збор за никакво усогласување. Да не се повторувам, колегата Велјановски пред мене кажа во делот каде што треба да се наведат усогласеноста со другите извори на правото, какви, извинете на израз, глупости си имаат пишувано. Уште се дрзнале од Министерството, кој што го доставува овој закон, да пишат дека овде, во оваа реформа треба да се изврши и усогласување, односно во насока да биде овој закон со законите за ОТА, АНБ, координација на безбедносно разузнавачка заедница. Овој закон е се освен неусогласување, бидејќи не само што е во директна контрадикторност со тие закони, туку и самиот по себе, особено во неколку члена, директно е контрадикторен. За да ви доловам за што станува збор, ќе одиме вака од почеток и ќе читаме член по член. На почетокот во членот 4, на крајот, алинеа 4 мислам дека вели: агенцијата може да развива и користи сопствени технички средства, електронски системи и уреди за вршење на активностите од ставовите 1 и 3 на овој член. Ова значи директно дека и даваме со ова право на агенцијата да прислушува, следи комуникација и прави што сака. Тоа што е во спротивност со останативе закони, вклучително и тој за ОТА и следење на електронските комуникации, никому ништо. Кој закон ќе биде лекс специјалис, кој ќе биде лекс генералис? Ако имаме посебен закон со кој што уредува електронското следење на комуникациите. Понатака, во член 5 се вели: со агенцијата раководи директор кој го именува и разрешува претседателот на државата. Значи за АНБ и за АНБ и за ОТА ни треба согласност и политичка од позиција опозиција, а овде ќе може да се прави што сака. Понатаки, се вели дека директорот има статус на овластено службено лице и износот на плата му се зголемува за 30% согласно закон. Не знам, колеги пратеници, дали сте свесни дека до сега не беше така, ова е новитет. Значи 30% жланг директно од џепка директорот. Понатаки, вери, директорот му одговара на председателот за својата работа. Како, зашто, не е наведено. Иначе за споредба, до сега одговараш и пред владата, но ја тргаме и таа надлежност. Понатаму, се вели, за да биде назначен некој за директор, треба да исполнува повеќе услови, меѓу кои 15 години работно искуство во областа на безбедноста, одбраната или, внимавајте, надворешната политика. Мошно интересно. Понатака вика: со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик за именување на лицето. Кој степен, дали треба да го обезбеди пред именување, после именување, во кој рок, е апсолутно небитно. Само за споредба. За АНБ ова вакво нешто не се бара. Но
Не бараме ни познавање на англиски јазик, бидејќи тој што ќе работи како директор во Агенцијата разузнавање, која што прва и единствена цел разузнавање информации од надвор, тој не треба да знае англиски, шо ќе му е. Така? Катастрофа. Катастрофа. Понатака се вели дека функцијата на директорот пред истек на мандат престанува по следни основи. Негово барање, трајно губење способности, вика, ако е осуден со правосилна, ако е осуден за сите останати вработени, е предвидено ако е покрената постапка. Ама на овој овде, ако му се покрене постапка за кривично дело, ќе си остане да си биде директор на Агенција за разузнавање, една од клучните институции за безбедноста на државата. Катастрофа. Катастрофа. Понатака, основи за разрешување. Нестручно и несовесно ја врши работата. А што ако работи непрофесионално? Тогаш не се брои тоа. Како ќе се утврдува несовесното? Драги колеги, значи законот е полн со недоследности. Во членот 7 став 1 алинеја 6 мислам дека е, вели организира и обезбедува наменско користење на средствата. Внимавајте, организира и обезбедува. Не одговара. Значи, со други зборови, дечки од влада, дајте ме неколку милиони да си ги користам, а ја ќе си ги користам како душа ми сака, ама нема да одговарам при тоа за ништо од тоа. Вели понатака во следната алинеја, донесува наредба за вршење на внатрешна контрола, внимавајте. А во членот 20 се вели, вториот став, начинот на вршење на внатрешната контрола го утврдува директорот. Што значи ова? Си правиш внатрешна контрола, ти ја утврдуваш начинот на работа на внатрешната контрола и ти даваш наредби кога, на кого и како да врши внатрешна контрола. Па што ќе ти е тогаш таа внатрешна контрола? Што ќе постапува по личното твое барање? Го има ова негде? Никаде. Никаде. Се вели вака, пазете ја небулозава во член 14. Во ставот 1 вели, во вршење на работите од својата надлежност, агенцијата применува тајни методи и средства кои со уредба ги утврдува владата. За само еден став после тоа, во ставот 2 вели, тајните методи и средства од став 1 на овој член, кои ги применува агенцијата, ги утврдува директорот. Кој ги утврдува сега? Владата со уредба или директорот? Знае некој? Значи, вакви контрадикторности од став во целиот закон има мал милион, полне. Вели вака, членот 17 став 4. Директорот сам може да склучува меморандуми и други акти за соработка со странски разузнавачки и безбедносни служби. Пазете, сам. Нема нити една агенција за разузнавање у свет каде што на директорот му е дадено дискреционо право, тој сам, без консултација и согласност од никој друг, да се одлучи со која странска служба ќе соработува. Мислам дека и она у Северна Кореја што имаат, дека не е така. Дека и таму, одој првиот се консултира со некого. Значи, ова го нема никаде во свет. Ако некој од вас, колеги, го има читано законот и ако направил истражување, ќе му биде јасно што го зборувам. Катастрофа. Понатака, во членот 21 се предвидува собранието преку матичната комисија да врши надзор на работата. И само тоа е со еден куп, значи рестриктивни прописи понадоле во членот. За разлика од сега, каде што Народен правобранител, Дирекција за заштита на лични податоци, Дирекција за безбедност на класифицирани информации, ДЗР за ревизија, Советот за граѓански надзор, 5 институции директорот си ги брише од законот, за да не му прават надзор, и вие така слепо, ќутливо, во скратена постапка ќе си го гласате. И таму ќе му даеме на човекот кој да си биде деспот. Ова треба подитно да се повлече, да се преработи,
да се искористат искуства од останатите држави, да учествува опозицијата, така како што беше предвидено и така како што се завршија првите две фази од реформата во безбедностниот сектор, а тогаш може да го разгледаме и да се договориме дали може да се донесе. Благодарам. Met uw absolvua list